на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија зашто ваква значајна измена во Законот за јавни набавки се прави по скратена постапка. И ние тоа најдовме начин како да го презентираме пред јавноста и стоиме на тој став дека не е добра препорака за владата на Република Македонија, за Министерството за финансии, за парламентарното мнозинство, за вакви суптилни теми, практично на некаков си почеток од работата да се оди по скратена постапка. Можам да разберам вашите видувања, но сепак мислам дека требаше се најде начин да не оди овој закон по скратена постапка, како би можеле реално да ги согледаме и предностите и слабостите, и препораките, и искуствата, и така натаму, и така натаму. Би сакал да потенцирам дека воспоставување на систем во секоја област, вклучително и во оваа суптилна област, каде што 10% од бруто домашниот производ е афектиран, или 30% од буџетот на Република Македонија е афектиран, без да навлегувам во буџетите на предпријатијата кои што се само финансирачки, локалните самоуправи и други органи надвор од буџетот на Република Македонија, треба да е малце повнимателно, односно многу повнимателно, заради тоа што кога се воспоставува систем за да ги отстранат и најголемите слабости на најлошото кадровско решение. Значи, за тоа постои систем. Заради тоа што верувам и се надевам дека нити министерот за финансии, нити било кој од колегите пратеници, без да ги спомнувам по име, не може да прифати лична гаранција и не треба да прифати лична гаранција за секој последен функционер кој што по овој закон ќе има многу по-лесен начин на спроведување на јавните набавки. Затоа постои систем. За и најлошото кадровско решение со најголеми човекови слабости биде ставено во систем и да не можат слабостите на било кој од нас или од тие кои што се вршители на јавни функции, кои што располагаат со буџетски средства, да бидат побитни отколку самиот систем на функционирање. И поентата на постоење на овој совет беше да се воспостави систем во кој што многу помалку ќе можат субјективните слабости на одредени вршители на јавни функции да значат во процесот на јавните набавки. И јас велам во ред, има препораки од Сигма, има препораки од Европската комисија, сме ги виделе овие денови тие препораки и сме свесни. Но имам дилема, дали отстранувањето на проблем е поцелисходно и покорисно отколку решавањето на проблемот. Да, се согласуваме сите и ние сме имали укажување и во претходниот мандат од многу луѓе кои што работеле на оваа проблематика, дека ова ги закочува процедурите. Но прашањето е дали тргањето на проблемот е покорисно од решавање на проблемот. Во овој случај се оди на тргање на проблемот и се отвара простор за појава на нови проблеми. Зошто? Заради тоа што, сакајки или не, и во самиот говор, господин министар, вие всушност ја покажавте слабоста во делот на програмирање и на планирање на институциите. Значи, јас не лоцирам одговорност спрема оние ваши кадри кои што сега ги раководат институциите во последните 4, 3, 5, 6 месеци, нити кон предходните, но ги лоцирам кон институциите. Доколку ние имаме проблем со програмирање на годишното работење, со планирање на трошоците. Значи, она зезанција која што оди редовно на медиуми и на социјални мрежи дека секогаш ние сме изненадени кога ќе ни падне снег во јануар, треба да ја акцептирам. И сега тргање на Советот за јавни набавки, дали е решение за тоа дека ќе имаме песок во јануар или дека ќе имаме нафта во јануар. Не е тоа проблемот. Значи, постоењето или непостоењето на Советот за јавни набавки не дава одговор на планирањето, програмирањето на буџетските средства, трошоците, постапките, предвидливоста, роковите, жалбените постапки и така натаму. Значи, ние треба да ги научиме институциите дека набавката на нафта нема да ја спроведуваат во октомври. Треба да ја планираат уште од претходниот октомври, да ја стартуваат во јануар за следната грејна сезона. И затоа оваа аргументација јас ја разбирам од аспект на дневниот притисок со кој што вие се соочувате во функционирање на државата. Но пак ќе кажам, ова е адхок решение кое што оваа година ќе ви го реши проблемот, а ќе ви отвори нови проблеми.
заради тоа што после година или две, доколку вие се уште бидете министер за финанси, ќе се појават афери со јавни набавки на 5%, 10%, 25% од функциите кои што вие како влада сте ги назначили. Но тогаш, ние како пратеници од опозиција, ако се остане исто до тогаш, во контекст на собранието, ние како пратеници од опозиција аргументирано ќе ви велиме, знаете, вие, господине Тевдовски, имате политичка одговорност заради тоа што сте иницирале ваква и ваква промена во законот за јавни набавки. Или пак, треба дополнително да посветите внимание, да ја прифатите таа одговорност уште од денеска и дополнително да посветите внимание на начинот како се програмираат средства, начинот како се реализираат програмите на секој од буџетските корисници и на квалитетот на кадрите кои што ги бирате на седница на влада или на други начини кои што се поврзани со политичка одлука. Затоа ние ќе ви оставиме простор вие да ја носите одговорноста. Зборам и вие како министер за финансии и владата на Република Македонија и парламентарното мнозинство. Нема да го гласаме овој закон, ќе бидеме против овој закон, заради тоа што, реков, најмногу не спротестувајќи се на препораките, туку најмногу заради тоа што не поминавме низ фаза на дискусија и барање на други алтернативи. И последна тема која што вие ја спомнавте, а јас би сакал да апелирам, ваше е дали ќе прифатите или не, би било добро во периодот на подготовка на легислатива, кој што според вашите укажувања за нов закон за јавни набавки ќе потрае повеќе месеци, би било добро прво, принципиелно, да се консултирате со пратениците генерално, уште во фаза на подготовка на законот, секундарно би ценеле доколку таквото консултирање со пратениците го насочите доминантно со пратеници од опозиција. Мислам дека бевте тука со нас со ребалансот, бевте тука со нас и со оваа расправа, во полето на економијата и во полето на финансирањето на државните потреби, мислам дека имаме исклучително добри кадри во пратеничката група. Би ценеле дека е чесен односот, доколку уште во подготовка на законите направите консултации со тие наши луѓе кои што исклучително добро ја работат оваа проблематика, исклучително добро ја разбираат и секогаш имале квалитетен пристап кон работата во собранието во поглед на финансиите, макроекономијата, јавните набавки, фондовите за здравствено пензиско осигурување. Имаме големо искуство во пратеничката група, би ценеле доколку го користите, но би ценеле доколку го користите заради транспарентност на постапките. Не би сакал никогаш повеќе да бидеме соочени со скратени или итни постапки, посебно во делот на законите кои што доаѓаат и постапките кои што доаѓаат од вашето министерство. Ви благодарам.